Текстилните работници треба да бидат цврсти, одлучни и непоколебливи, им порача денеска председателката Гордана Силјановска-Давкова од Штип. Јас, почитувани работнички и работници, ви порачувам да продолжите да бидете непоколебливо бунтовни, субверзивни, мојот омилен збор. Субверзивноста беше причината заради која јас влегов во политиката, за да ги остварите своите цели, за да помогнете во решавањето на горливите прашања, за да иницирате диалог, за да градите партнерства. Силјановска денеска во Штип рече дека дошла не како само председател, туку и како другар и соборец на работниците. Не сум тука само како председателка на државата, туку и како соборец во остварувањето на работничките права, не само во текстилната индустрија, туку и воопшто. Сите слабости, да напоменам, што како држава и институции ги покажуваме во сузбивањето на негативните појави, особено врзани за оваа категорија на труд, мора да се искоренат и клучен фактор, актер тука е граѓанскиот сектор, односно здруженијата. Затоа јас веќе реков, но уште еднаш ќе повторам. Инспиративен е примерот на оваа организација на општествен и социјален ангажман на гласен текстилец. Општина Штип и понатаму останува зад текстилните работници, дополни градоначалникот Иван Јорданов. И потребата од сите ние како активни чинители да седнеме заедно на една маса, гласно да говориме за состојбата и потребата од промена. Председателот на Сдруженијето Гласен текстилец Кристина Ампева изјави дека секоја година текстилијадата е се помасовна и значајна за работниците. Сум навистина среќна што нашата прва жена председател ни е присутна на оваа текстилијада. Навистина сум горда и сум среќна што имам таа чест да бидеме денес организатори, да бидеме домаќини, да се пофалиме како Штип дека можеме да правиме добри настани, дека овој град заслужува повеќе и дека овој наш град заслужува повеќе. Претходно, во центарот на Штип, во присуство на председателката на државата Силјановска, градоначалникот Иван Јорданов ја откри скулптурата на текстилните работнички насловена како Зашиени емоции, чиј автор е академскиот вајар Никола Смилков. Денеска е втор ден од овогодишната 8 поред текстилијада во Штип и освен презентираниот настан, таа опфаќаше и дискусии во врска со актуелните состојби во текстилниот сектор.